Уште како мал започнал да прави куќички и играчки од дрво. Тоде Секуловски од тетовска барвеница од самото детство се занимава со изработка на дрвени предмети. Гледајќи го својот татко како изработува мебел, и кај него се јавила жилба за изработки од дрво. Сега е искусен копаничар, а основата за копаничарството ја изучувал од Будимир Апостолски пишман. Во 2007 во септември почнав кај господинот Будимир Апостолски, тој е веќе познат копаничар во Тетово, и таму една година го изучував овој занает, оваа примената уметност, како да кажем. И од 2008 почнав сам да творам во ова моја ателје овде. Сите вештини што денеска ги знам, ја ги научив кај него и тој несебично ми го пренесе овој занает, што се вика уште од прв ден кога отидов. Тој прво што ми рече, вика, дали знаеш нешто да црташ, пошто сепак треба да имаш малку артистички сенс за овој занает, малце да имаш и како да кажем визија за 3D, пошто сепак ова е резба, сликата е 2D, а сепак резбата е 3D, малку треба да се има повеќе сенс. И од прв ден почнав, ми даде парче дрво, летата ми ги покажа кој зашто и така почнав. Тоде вели дека на ова поднебје најмногу се користи оревот, кој е доста погоден за резба. Изработува најразлични предмети, икони, маски, скулптури, но најмногу се инспирира од видеоигри, а токму за тие дела има заинтересирани купувачи. Кај што црпам инспирација од видеоигрите, има доста интерес, бидејќи интересни се и делата. Додека зависи за што е делото. Порано, на почетокот кога почнав, најмногу работев икони, пошто учителот мој тоа го работеше и почнав со иконите. И гледам дека тогаш немаше многу интерес, пошто такви мотиви младите не многу ги интересира. И гледам никој не дошол да ми спомне, значи како треба, што треба. Но во последно време кога почнав и со маските да работам и со тие резби од видеоигри, од фантазија, гледам дека има интерес. Потребна е концентрација, бидејќи нема место за грешка, вели Тоде. Тој досега има изработено околу 500 дела од дрво. Го оставивме во неговата работилница, како што вели тој, местото каде го наоѓа мирот, за да продолжи со создавање на нови уметнички дела.